Рани душа да те слуша. Многу одамна си живеел еден скршав поп со својата попадија. Тие имале една нива, посејана со пченица. Кога пченицата узряла, попот главил еден момок да ја ожние. Секој утро, пред да заминал момокот на нива, попадијата му завиткувала храна во торбето и тој, без да види што има внатре, си го фаќал патот под ноза. Во нивата имало една круша и момокот, пред да почнал со работа, застанувал под неа и велел: "Добро утро, крушо!" "Да не куртулиш од добро," си одговарал самиот. "Денес ќе жниеме или ќе спиеме? Ајде да видиме што има во торбево." Момокот ќе го отворил торбето и кога ќе видел дека внатре има само сув леб и кромит, велел: "Штом нема мазник и пиле, ќе спиеме." И така, цели 6 недели момокот одел на нива и се истите зборови си ги повторувал пред да си легне под крушата. Кога селаните виделе дека нивата останала неожниена, му рекле на попот: "Попе, ама зошто уште не ја жниеш нивата? Што чекаш?" Попот им рекол: "Јас ката утро го пуштам момокот и чина му ти е веќе ожниена, туку што прави тој момокот кога оди на нива?" Што прави? Ќе застане под крушата, ќе го отвори торбето и кога ќе види дека внатре има само сув леб и кромит, ќе рече: "Штом нема мазник и пиле, не жниеме, ќе спиеме." И ќе си ја фати најдебелата сенка под дрвото, му рекле селаните. Попот не им поверувал на селаните, утредента уште вмугри отишол самиот да види што прави момокот в нива. Се скрил во една грмушка и чекал да се појави момокот. Кога момокот втасал на нива, како и обично, застанал под крушата и почнал да си зборува: "Добро утро, крушо! Да не куртулиш од добро? Денес ќе жниеме или ќе спиеме? Чекај да видиме што има во торбево." Кога го отворил торбето и видел само една главица кромит и сув леб, се кутнал под крушата. А попот, без да му се јави, отрчал дома и кажал на попадијата што видел. Вечерта, кога момокот се вратил од нивата, попот му рекол: "Абре, синко, оти нивата уште е неожниена. Што чекаш?" Тогаш момокот му одговорил: "За нивата, попе, не бери гајле. Утре во еден ден ќе ја свршам работата." "Како не? Ти 40 дена одиш и не си ја ожнел, та утре во еден ден ќе ја свршиш работата? Туку ти да не сакаш нешто што не работиш?" Бре, попе, божем ти не знаеш што сакам," му рекол момокот и си заминал на спиење. Тогаш попот скришно и заповедал на попадијата: "Ајде, домакине, сега направи еден мазник, испечи едно пиле и замеси погача." Утрото, додека момокот уште спиел, попадијата му ја наполнила торбата. Кога момокот станал, си ја префрлил преку рамо, отишол на нивата и застанал под крушата. "Добро утро, крушо! Да не куртулиш од добро? Денеска ќе жниеме или ќе спиеме? Чекај да го отвориме торбево." Кога момокот го отворил торбето и ги видел мазникот, пилето и погачата, извикал: Чекај сега да се нагостам. Денес нема спиење, има жниење." Седнал и откако мавнал све што му завиткала попадијата во торбето, станал, се соблекол, се фатил за работа. До ручек ја ожнеал нивата, а до вечер ги врзал снопјето. Така се работи, добро најаден. Рани душа да те слуша. За повеќе интересни приказни, бајки и сказни, како и за поддршка и подобрување на каналот, ве молам стиснете subscribe.